Европската унија под притисок на Бугарија и немокна пред пенетрацијата на Русија, зошто Софија ја испушта шансата да биде ментор на европеизацијата на регионот. Не сум против тоа да го затвориме прашањето со Бугарија доколку созреат условите и доколку има разум од обете страни. Сум против тоа да се затвори брзо, брзоплето и несмасно. Во гибел евреите македонски ги однесе бугарскиот фашистички окупатор. Дајте да се поштедиме од онаа траума на лепење разноразни стикери на Самоиловата тврдина или информативни табли во кои ние ќе дообјаснуваме. Пад на Петков, дали следува пораз за Ковачевски? До вчера Димитар Ковачевски немаше никаков однос, немаше официјален став, а денеска одеднаш кажа не ни интересира. Столб што пее, роман како сага за распалена омраза, невозможен оптимизам, демагогија и лицемерство. На Балканот му недостига вистинољубивост и му недостига искрена соработка. Демотивирани ученици, подценети професори, недоволно платени професори, и згора на тоа имате болно амбициозни родители. Хаос, комплетно кажано хаос. Во светот на демократијата постои неформално политичко правило. Лидерите се жртви на своите решенија за деликатните соседски и регионални односи. Најверојатно таа судбина ги чека и актуелните актери на македонско-бугарските преговори и балкански прегрупирања. Во Скопје и Софија се растресени темелите на политичките водства, доведувајќи ги во теснет за избор, помеѓу конфликтност или компромис. Втората замка е судирот на воскреснатите етнонационализми, што се хранат од сите обиди за неопходните и толерантни преговори. Путин не можеше да добие подобра понуда за јакнење на руското влијање. Таа политика ја подгреваат две структури. Едната е спонтана, тоа е расположбата во еден дел од бугарската јавност, она што ја предводат националистите и шовинистите, некои од кои се многу истакнати, чии што имења не сакам да ги спомнам, познати се. Тие најмногу плукаа по оваа земја, по идентитетот на македонскиот народ, култура и јазик. И од друга страна имам впечаток ботовите кои што практично действуваат од центри на моќ надвор од Бугарија, кои што се живи, за кои што и Европа сама за својата членка Република Бугарија укажува дека веќе се гледа влијанието на надворешното влијание врз Бугарија. И ми се чини дека во синергијата на тие два фактора ја добиваме оваа политика на едно засилено антимакедонство. Македонско-бугарската конфликтност добива и безбедности контури, создавајќи ново жариште и во НАТО структурите. Не сметам дека ќе дојде до некакви драматични политички поместувања сега за сега, иако се разбира дека на некој среден рок, да речеме до крајот на оваа година, ситуацијата секако ќе се одмота на некој друг начин можеби, или ќе се зголеми внатрешниот политички притисок, кој што нормално ќе биде предизвикан од нерешавањето на билатералниот проблем со Бугарија. Почитувани во овие немирни времиња што светот го прават едно големо буре барут, како мевлем на цивилизацијската рана се појавува еден македонски антивоен роман со невообичаен наслов Столб што пее. Автор е мојот гостин Томислав Османи, што зад себе има оставено и напишано 30 објавени книги, проза, драми, сценарија, есеистика. Неговите романи се преведувани во домашната, но и во странската култура и уметност. Писателот и новинар Томислав Османи во романот Столб што пее уверливо ги открива и поврзува епохите, ликовите од милениум до милениум. Рецензентот уште напиша, во романот се појавуваат антички филозофи, христијански апостоли, бегалци од страдалните војни од Блискиот Исток, жестоко раздвоени брачни парови во обидите да ги преживеат војните времења од стариот век до 21-виот милениум. Добре да велам токму за Томислав Османи. Зошто Столб што пее и дали ова роман за историјата или за цивилизацијските предизвици? Ви благодарам на поканата и веднаш да одговорам. Столб што пее е практично наслов што произлегува од основната тема на романот, каде што еден столбец од првиот век на новата ера, најден во
Мала Азија, е практично најстарата пронајдена инскрипција на забележана песна која може и да се пее. Столбецот што пее, меѓутоа се обидува да пее една оптимистичка песна наспроти цивилизацијата која што се одвива сосем поинаку. Така од вековите ни доаѓа една песна со убави и навеви, а во суштина добиваме векови потоа кои што навестуваат се потемни облаци на хоризонтите на цивилизацијата, се до денешен ден. Така романот има еден опфат од првиот век до 21 век и ја допира некаде и украинската војна. Тоа е роман за песната на добромислените луѓе, на поетите, на дидактичарите, на филозофите, на религиозните луѓе, на луѓето од дух воопшто, на миротворците и од друга страна тврдокорната, жестоката реалност на воинствената политика што еве се повеќе јакне во современиот Вие меѓу свет. другото видите дека ова обид за демистификација на миротворноста, хипокризијата, лицемерието на политичарите, па се до медиумите и модерните инфлуенсери. Дали бевте свесни кога го пишувавте овој роман за предизвикот со кој ќе се соочите, бидејќи работите кои што се случуваат денес во светот се менуваат со невидена брзина? Тоа е точно така, меѓутоа самата констатација дека работите се менуваат со невидена брзина е доволна за еден автор да почне да го промислува на тој начин динамички светот, да го промислува светот кој што се менува од ден во ден, а се менува не на подобро. Јасно е. Би било многу убаво кога би имале промени барем во синусоида, еден ден на добро, друг ден на полошо. Светот оди во една низдолница која што е опасна, која што е жестока и мислам дека во таа смисла и романот го промислува светот и судбината на цивилизацијата на таков еден начин. Постои една тврдокорна, една интелектуална, една слободно мислечка и самомислечка структура на луѓе интелектуалци главно и не само интелектуалци, и обични луѓе што сакаат да размислуваат со својата глава и сакаат да ги препознаат интригите на големиот свет во кој просто политиката учествува, ги шири, ги јакне и ги манипулира луѓето и судбините на луѓето, на народите и на малите држави како што е, да кажеме, и нашата. Вие во една прилика имате изјавено Македонија е земја на слаби лидери, на силни уметници и интелектуалци. Единствениот начин да се придвижи Македонија веќе не може да биде економијата. Економијата е таа каква што е. Структурата собственичка го прави тоа што го прави, нејзините гравитацијски моќи се многу силни. Македонија станува доминиум на бизнисмените, нели? Така таа е држава де факто во која што дури ни партизација не се случи, и партиите веќе стана собственост на моќниците, на финансиските моќници. Од тука овој хаос што ни се случува, таков е мојот впечаток, такво е моето убедување. Единствено културата, образованието е можно да ги придвижи работите, да не извади од овој мртов колосек во кој не втурна политиката и воопшто лукративноста на моќните структури на Македонија. Дали ние функционираме на принципот на купи ден продај? Сведоци ли сме на политички лицемери? Да, ние функционираме токму така. Ние функционираме така, за жал, во секој домен, освен во доменот на профитот. Таму единствено купи ден продај и продај за добри пари и обсиромаши го општеството до тоа дереđe да не може веќе да се самоиздржува. Македонија, за жал, е во таква една ситуација. Значи, и за кој е виновен за тоа, нели така? Оваа констатација кажуваат многу умина. Би сакал да одам малку чекор понатаму и да кажам дека за тоа се виновни сите политички структури, како во изјавата што ја прочитавте, кои што во Македонија дејствуваат ега овие 30 постсоцијалистички години. Постоеше период во социјализмот, беше тоа, и колку да е тоа парадоксално, во суштина тој период беше многу подобар затоа што повеќе за културните работници, за дејствениците, па и за идентитетот исто така. Ние тогаш не сме имале проблеми. Постоеше една силна држава што идентитетот го штитеше меѓу другото. Сега, за жал, партиите секоја е на своја страна и
тргуваат и со идентитетот, меѓу другото, едната со другата се конфронтираат и врз основа на прашањата на идентитетот, и ја имаме оваа ситуација, ова ужасна кармакаша во која народот не знае на која страна да се сврти и на кое царство да му се, условно речено, да му пристапи, кого заправо да подржи. Господин Османи, и писателски, но и практично не познавате судбината на евреите во Македонија. 7000 се транспортирани од Македонија кон концентрационите логори во Полска. Дали станува збор за бугарските администратори или зборуваме за фашистите? Она што е сега актуелно во овој ми, колку недоразбирањата со Бугарија. Сосем ве разбрав. Кога еден администратор ќе собере 7144 души и ќе ги однесе во неповрат, ќе ги качи на воз по листи и потоа, ќе ги тормози 10 дена во Скопскиот монопол, од цела Македонија овие 150 и повеќе, бидејќи некои биле ослободени лекари, медицински персонали, така малкумина. И странски државјани, оние што имале државјанства на, ми се чини, на Шпанија, на Италија и така натаму и така натаму. Значи, какви се тие администратори што ќе однесат во неповрат, во гибел 7000 души и еден да однесат во гибел, евреите македонски ги однесе бугарскиот фашистички окупатор на Македонија, кој што исто така однесе во неповрат на истиот начин и уште ако не се лажам, уште толку луѓе од Тракија, од окупирана тогашна Грција. Така што за мене ситуацијата е јасна, се работи за фашистичкиот окупатор бугарски. Дали само за овој актуелен денешен современ момент ќе биде говор на омраза ако речеме дека станува збор за фашисти, за бугарите? Нема да биде, туку ќе по тоа го подразбираме не бугарскиот народ, не бугарскиот етнос, туку ја подразбираме историската бугарска држава во тој период. Бугарија има и други периоди кога таа не била фашистичка, но таа била фашизирана за време на еве условно речено на нацизмот, како што биле фашизирани и други земји, Романија, Унгарија и така натаму. Како писател, како новинар, како интелектуалец ве прашувам. Има потреба или бугарската страна бара во делот македонските учебници каде што стои формулацијата бугарски фашисти, таа формулација да биде одстранета? Како ние би реагирале? Ние не треба да реагираме. Мора да бегаме од фактите? Ние не треба да реагираме така како што би им удоволиле на бугарите. Тоа е нивни проблем. Нека пишуваат тие своји учебници во кои ќе тврдат тој аспект на нивното мислење. Ние имаме наш аспект, ние имаме наши трауми, ние имаме наши искуства, ние имаме наши доживувања. Пак замислете в семејствата преживеаните на луѓето стрелани во ваташа, што ќе помислат? Семејствата на народните херои што биле фрлани од затворите во окупирано Скопје. Што ќе речат за злосторите што им ги правеле на своите луѓе, се работи за луѓе слободари, нели, знаменосци на слободата на македонскиот народ и на останатите југословенски народи со кои македонскиот заедно ја поведе таа борба и стигна до 100.000 армија која се бореше против кого? Против бугарскиот фашистички окупатор. Господине Османи, што му недостига сега на Балканот и на што се должи овој растечки национализам? На Балканот му недостига вистинољубивост и му недостига искрена соработка. На Балканот му недостига искрена поддршка на моќниците од една страна на Европската Унија и од друга страна на западните партнери во поширок контекст пред се на силите кои што се представени еве меѓу другото во НАТО, значи на Америка пред се. Сведоци сме на едно перманентно играње безкрајно околу интересите на големите сили кои се практично стануваат, се иновираат на Балканот како во времињата од пред еден век. Тоа заплашува, бидејќи пред еден век потоа уследија војни, не дај Боже да е така, мислам дека структурите се сега поинакви. Задоволен сум што Македонија влезе под и јас како и
многу мина други под чадорот на НАТО. Тоа е една гаранција за нејзината безбедност. Меѓутоа, незадоволен сум сосем од пимплањето што перманентно се извинувам за терминот, но навистина во овој момент не ми паѓа никаков друг термин во врска со начинот на опходење на Европската Унија, која што перманентно ветува и перманентно не држи веќе четврт век надвор од во предворието на Европа. Следите тренинг, а мој соговорник е писателот и новинар Томислав Османли. Господин Османли, во една прилика ќе пишете: светот страда од практицирање на демагогија и распалена омраза, којтоа го подгрева или подгрева омраза меѓу граѓаните. Оваа ситуација сега бара едно сплотување, еден демократски диалог. Јас не велам дека од сега натаму партиите ќе се пацифицираат, ќе се гушкаат и така натаму. Ќе остане политичката борба помеѓу нив, ќе остане и критиката, и таа е добра и здрава е. Меѓутоа, ваков анимозитет кој што постои на ниво и на веќе конкретни искази на лидерите на партиите не води никаде. Таа политика е погрешна. Таа политика ги задоволува деструктивните фактори што постојат и во земјава, а богами и оние што постојат во окружувањето, па богами и пошироко исто така во европските контексти. Оние што, како што реков преска, не сакаат да не видат дел од Европа, секој од своји причини. Дали вака натрешно раскарани всушност им правиме услуга на дел од земјите од нашето окружување, па и европските партнери? Меѓу другото, на зломислените. Таму имаме исто така и пријатели, и во соседството исто така, а и во поширокиот контекст. Треба да ги јасно да ги препознаваме кои се искрени пријатели и кои лукаво не удираат по плеки, пријателски божем, а во суштина не го сакаат злото и едноставно одложувањето на нашата судбина, останувањето во ова предворје, во овој лимбо во кој што се наоѓаме веќе 30 години. Ние требаше да бидеме многу порано евроасоцирани. Во Македонија беше пример за тоа, со политиката на председателот Глигоров, беше пример за една пацифицирана земја. И потоа не се случи 2000-та година. Просто како од небо да падна целата ситуација. Правата на албанците во ред, апсолутно, неопходно е за нив да се зборува. Тоа правата на албанците требаше да бидат права кои што политички ќе се решаваат, а не по пат на војна. Но добро, се случи што се случи и сега сме во оваа ситуација, практично со последица една да бидеме поистоветени како зона на немир, на неспокој и на воени дејствија, како во останатите земји. Никој не ве прашува кои беа причините за судирот во Македонија, кои беа во Босна, како беше тоа во Хрватска и така натаму и така натаму. Сите велат во екс-Југославија, во сите нејзини поранешни републики се водеа војни. И тоа им е на некој доволен аргумент за да кажа дека сме воинствени и дека практично заради таа воинственост имаме проблеми со асоцирањата. Господин Османли, го гушкавте ГТЦ и натаму ви останува впечатокот дека македонската метропола е всушност гнездото на урбаната мафија? Па останува впечатокот, бидејќи тој се потврди. Огромното разочарување по гушкањето на градскиот трговски центар е во тоа што де факто ништо не се смени. Се смени власта, меѓутоа новата власт не смени апсолутно ништо. Барем еден споменик, еден беше додуше поместен, тоа е оној на ќосето пред судовите, тој беше навистина јади чемер и срам за овој град, меѓутоа ништо не се смени. Бизнисмените останаа да дејствуваат во градот, да го контаминираат, да градат диво и така натаму и така натаму. Градот почна да се продолжи да се задушува и така натаму, во суштина ништо. Цека остана таква каква што е зградата, ниту еден кубус не беше соголен за да се види старата структура. Доаѓаат сега нови генерации кои што и не знаат дека таа зграда изгледала сосем поинаку, не онака китњасто како една како се вика шампита, нели, често така ја викаат. И во суштина која е разликата меѓу владата на Македонија и меѓу зданието на ВМРО ДПМН? Истата структура, истата архитектура, истиот шмек, истата таа шекерлема,
и на едната и на другата страна, со тоа што на другата страна е власта која требаше да го покаже ова што го кажувам. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам и јас. Поштовани гледачи, тоа беше Томислав Османли, писател и долгогодишен новинар. Во ово издание на Тринг, мој соговорник универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Професоре, гледате ли излез од моменталната безизлезност и како ги оценувате овие ултимативни пораки, земи или остави? Па ниеден предлог не е земи или остави. Мислам дека францускиот предлог е само предлог, не е никаков ултиматум и не мора да биде прифатен анблок, ниту мора да биде одбиен анблок. Така да многу е јасно дека она што не оди во прилог или што во принцип ја загрозува целата политичка слика во регионот е секако кризата на владите на обете страни, со тоа што ние забораваме цело време дека од наша страна се уште ништо не е прифатено. Дури и овие пораки кои стигаат од помалите партии за напуштање на владината коалиција, не мора нужно да имплицираат и рушење на владата, така евентуално може да имаме некаков статус кво по принципот на бугарското сценарио пред да се гласа недоверба на владата. Може секако тоа да отиде и до таму да се гласа недоверба на владата, меѓутоа тоа би се случило само доколку анблок и без никаква критичка рефлексија го прифатиме францускиот предлог, што од час во час мене ми се чини дека веројатноста за такво нешто е се помала и помала. Кога велите внатрешниот притисок, дали тука алудирате на притисокот од страна на опозицијата, која, меѓу другото, најавува или бара предвремени парламентарни избори? Секако. Мислам дека се појави уште едно високо емотивно прашање после францускиот предлог, особено што предлогот содржи одредени замки кои не се нималку наивни. И тука нормално емотивните тонови се подигнаа, тоа е секогаш добар шлагворд, добар вовет во секоја политичка криза. Кај нас практично и да не постои прашање кое било сензитивно, а кое не било расправано со овој тип на патос, нели, условно кажано општествен. Меѓутоа во овој случај тоа е сосем разбирливо и очекувано заради тоа што нели францускиот предлог има делови кои се прифатливи за кои може да се разговара, има и делови кои би требало да се стават под лупа малку на критичката јавност, можеби во парламентарна дебата, и за кои добро е што не се изјаснивме пред време и не се излетавме во самиот процес, чекајќи нели тоа Бугарија да го стори, која се најде во една многу чудна состојба на падната влада, веројатно поддршка за предлогот и тоа од нешто што јас и порано го предвидував дека ќе се случи, дека таа поддршка ќе дојде од ГЕРБ. Бугарската политика има многу поширок контекст. Говори една неодамнешна анализа на Едвард Жозеф, кој меѓу другото пишува: Софија по рецептот на Русија, методите на Путин, и Радев се обидува да го уништи суверенитетот на сојузник на НАТО, и тоа во подолгиот процес на пристапување кон Европската унија и никогаш членство во Европската унија. Под покривката на загриженоста за еднаквоста на македонските бугари, како што вели Радев, Софија може да бара промени во политиката, како што се квотите во јавната администрација и широко прифаќање на бугарскиот идентитет. Во комбинација со насилните промени на историскиот наратив, Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава. Апсолутно. И не знам дали ви текнува скорешната посета на еден од најголемите геополитички умови на 20-тиот и 21-виот век, Френсис Фукујама, го кажа истото во малку позавиена форма. Ја имаше сосема истата оценка. Евидентно е дека интелектуалниот свет и политичката елита и они opinion makeri кои се нели луѓе кои влијаат на јавното мислење во Соединетите Американски држави, практично има еден консензус, никој не е наклонет на бугарската позиција. Мислам дека тоа дополнително ги дразни бугарите и ги прави уште порадикални, затоа што никако не може да продаат ни во Соединетите Американски држави никако воопшто, а во Европа многу малку, а може ни толку, нивната верзија на приказната. Знаете, разговарање за идентитетски прашања 21 век на овој начин, кој е, како да кажем, еден модернистички во најлоша смисла на тој збор, кој е прилично ретрограден, прилично примордијален, органски, не доликува на две земји кои претендираат да бидат во ист сојуз. И затоа и ја давам, мислам дека тоа е добра основа, нешто слично каже и премиерот Ковачевски денес, па дури лидерот на опозицијата, мислам дека меѓу редови се сложи во една од неговите многу броени интервјуа деновиве,
Оставете ги идентитетските прашања на страна. Све што има идентитетски импликации, дајте да се поштедиме од онаа траума на лепење разноразни стикери на Самоиловата тврдина или информативни табли во кои ние ќе дообјаснуваме што и како се случило. Фала Богу, секој денес има пристап до Википедија, секој има пристап до интернет, може да прочита било која верзија на историјата која него му одговара или која сака да ја слушне. Да се бавиме со такви работи, и да бидат сместени во преговарачката рамка, мислам поразително. Така да мислам дека во овој дел околу работата на Историската комисија прво треба да интервенираме, што Џозеф практично го имплицира во ова што го прочитавте. Јасно е дека тоа е неприфатливо и во крајна линија, како што реков и во една претходна прилика, и да не е нашата историографија прецизна и точна во се, ние имаме право и на сопствени заблуди во крајна линија. Какви што заблуди има и Бугарија, какви што заблуди има и Србија, Албанија и развиените европски држави и така натаму. Ниедна политичката митологија на еден народ не е секогаш 100% прецизна или точна во наративите, во фактите и така натаму. Меѓутоа, прашањето е дали ќе ви се одземе правото да ја градите сами или ќе има константно некаква интервенција. Да, знам дека луѓето можат истиот аргумент да го потребат, ама тоа веќе се случи со Преспанскиот договор, меѓутоа да потсетам на клучната разлика. Целата таа приказна за антиквизација, да не го искористам колоквијалниот израз, причата за антиквизација, така, тој наратив, тој дискурс, не беше унисоно прифатен од етничките македонци, он имаше поларизирачко дејствие врз етничките македонци. За разлика од тоа, АСНОМ, Илинден, ВМРО и така натаму, не е нешто што е подложно на толкави поларизација или нешто што не е прифатено како фундамент на современата македонска држава од широката јавност и од сите кругови од левицата, десницата, политичкиот центар и така натаму, дури од албанските интелектуалци во државата. Така да многу е потешко за ова да се направат компромиси. Ако тоа помина во случајот на Преспа, мислам дека втор пат во случајот на каков било договор со Бугарија, би поминало многу тешко, освен и тоа Бугарија треба да го има предвид, ако се извади од преговарачката рамка и се дискутира бона фидес, во добра волја, во Историската комисија, надвор од било каков политички притисок или некаква скрутинизација која подразбира прогрес во комисијата, прогрес во евроинтеграциите, така да кажем, односно отварање поглави. Професоре, дали во Брисел ќе се институционализира Европа во две брзини? Се појави идејата, се промовираше идејата на двојецот Макрон Шолц за европска политичка заедница, иако тоа реално се реализира, колку реално всушност сега имаме потреба да брзаме по секоја цена да го затвараме прашањето со Бугарија во услови на ултимативна политика? Не сум против тоа да го затвориме прашањето со Бугарија доколку созреат условите и доколку има разум од обете страни. Сум против тоа да се затвори брзо, брзоплето и несмасно. Не мислам дека одолжувањето на проблемот нешто особено ќе смени на обете страни. Не сметам дека особено ќе се смени расположението. Тоа е секако предмет на политички осцилации дневни во однос на тоа кој победува, кој има најмногу пратеници, кој формира влада на обете страни и така натаму. Меѓутоа не сметам дека пролонгирањето на проблемот нешто особено добро ќе ни донесе. Но има тука една битна задршка. Ако навистина се оди кон примена на правилото -2, -3, односно донесување на одлуки, но не со потполн консензус. Значи, -2 или -3 членки ако гласаат, или не гласаат за одредена одлука, одлуката сепак ќе помине. Во тој случај притисокот на Бугарија повторно ќе се зголемува. Многу е јасно зошто е оваа политичка реформа. На старите земји членки им се досади да им влагаат земји од источниот блок, од источна и југоисточна Европа, така или од оваа Вишеградска четворка, и да ги оценуваат за буџет, проширување, надворешна политика, да кокетираат со геополитичките интереси на Европската унија и така натаму, од истото тоа правејќи реклама дома, на база на која го одржуваат својот рейтинг. Европската унија треба час поскоро да престане да ги спонзорира ваквите авторитарни режими и да ја подкрепува нивната приказна со тоа што им дозволува да ставаат вето на секоја една глупост која ќе се појави. Тоа преправи Европската унија слаба, неефикасна и подложна на уцени. Ако Германија и Франција решат да -2, -3 правилото биде применето, да се формира европска политичка заедница која би била некакво предворје на полноправното членство, иако за волја на вистината постојат изјави кои велат дека ние нема да ќе се одиме по нормалниот пат условно кон евроинтеграциите, тоа беше многу битна задршка која еден ваш колега ја направи во една емисија. Тоа нема веројатно да се однесува на нас, меѓутоа и да се однесува,
сепак мислам дека е подобро да се реформира и маневарски, да биде пофлексибилна Европската унија, отколку да се наоѓа во една ваква комплетно парадоксална позиција која трае веќе 20-30 години. Зад бугарското вето се кријат и други земји членки кои се против проширувањето, а всушност дека Софија се користи како алиби. Гораст Русија ништо да не прави и да има нула разузнавачки, безбедносни, какви било активности во Бугарија и во Македонија, резултантата е иста. Таквиот развој на нас не одговара на Кремљ, не одговара ниту на Брисел, ниту на Вашингтон, уште помалку на Софија и Скопје. Мене оно што ме загрижува е како самата бугарска политика не може да го препознае својот интерес. Да, на својата западна граница има стабилен, нормален и наклонет сосед. Со Преспанскиот договор со Грција се види дека е возможно подобрување на односите. Оди градуелно, оди многу полека, ќе помине времето дека ги сменат таблети и напишат Северна Македонија. Јасно ми е дека тоа не може преку ноќ. Меѓутоа не може никој да ме убеди дека по Преспанскиот договор не дојде до евидентно затоплување на односите. Меѓутоа тоа беше правено градуелно и како што истакна председателот, во 20 години преговарање со Грција не доживеавме ни едно понижување од овие размери, како што доживуваме сега од Бугарија, ниту такво потценување. Сосема се слагам со таа одлука, со таа проценка. Во Македонија се формира една скандализираност и своевидна хистерија до степен на се почесто користење на формулацијата бугаризација. Дали со ова ние меѓу себе го подгреваме овој национализам? Ветото кој Бугарија го стави на Македонија за напредок во европски интеграции е најголемиот гарант дека до такво нешто никогаш нема веќе да дојде. Со ветото Бугарија успеа по не знам кој пат историски да изгуби комплетно Македонија и незината наклонетост. И мислам дека тоа е крај на секаква приказна за бугаризација. Ако тие сакаат да имаат, да го тргнеме тој пежоративен, помалку одвратен израз од дискурсот, од муабетов, ако сакаат такво нешто да се случи, ќе мораат да покажат многу повеќе трпение и да делуваат со малку поинакви методи отколку вето. Вие можете да направите бугаризација условно или да ги натерате македонските граѓани да имаат симпатии кон Бугарија, иако имаа многу од нив симпатии кон Бојко Борисов, едно време беше многу популарен. Луѓето сакаат некои такви псевдомачуистички типови со матно минато, очигледно многу им се допаѓаат на дел од македонските гласачи. Ако сакате тоа навистина да го успеете, ќе морате да го направите со сосема други инструменти кои подразбират инкременталност, работење на долг рок, пропаганда и купување на срцата и душите на луѓето на еден многу мек начин. Знаете како вели еден познат српски писател во една од своите драми, со Зорт ништо не биднало. Ова е Зорт што Бугарија го прави и затоа мислам дека тези за бугаризација и слични глупости се во најмала рака смешни. Ако нешто никогаш повеќе нема на Бугарија да и оди од рака, тоа е да македонските граѓани, особено етничките македонци, па гледам и кај етничките албанци, многу слични реакции, бидат наклонети на начин на кој ќе прифаќаат едно пријателство, една отворена соработка како што е тоа со Србија. Бугарите можат само да учат од Србија како се користат овие методи на меко влијание и да извлечат една историска поука колку се тие поефикасни отколку едно политичко вето. Ако Бугарија го добие монополот врз она што го инсистира етнички историски критериум во Македонија како услов за влез во ЕУ, кој би требало да биде одговорот на официјално Скопје? Не. Ништо немам да додадам на тоа. Одговорот треба да биде не. Се што е врзано за идентитетот и идентитетски импликации, не. Се што е врзано за говор на омраза, заштита на бугарското малцинство, влегување на бугарското малцинство во преамбула, било каков тип на гарантирање на правата на нашите сограѓани бугари, нели, кои живеат во Македонија, апсолутно не сметам дека треба да бидат ниту дискриминирани, ниту да им се отежнува позицијата, ниту нив да ги обвинуваме за се тоа што се случува. Не се согласувам да им се врши било каков било политички притисок, ниту да се малтретираат на каков било начин или дискриминираат, и тоа е област човекови права. Меѓутоа, во риториката на идентитети, во политичките митологии на народите, не може така грубо да се интервенира на начин на кој тоа се обидува Бугарија да го направи. Не го знаеме протоколот дефинитивно, не знаеме дали ќе дојде до такво нешто. Во протоколот наводно се гарантира дека оно што се однесува на историската комисија е, како се вели, да се адресираат работи кои се досега договорени, како што е Цар Самуил. Меѓутоа, видов и формулацијата за Цар Самуил,
Самиот факт дека нешто се интервенира во наративот историски, укажува дека вие немате суверена контрола врз тој наратив. Самото тоа веќе е многу навредливо и многу проблематично. Дури успехот на ваквите формулации по мене би бил многу поголем надвор од преговарачката рамка во еден билатерален процес во кој полека ќе созреваат на обете страни аргументите и ќе се откриваат историските фалсификати кои, да не се лажеме, постојат на обете страни. Меѓутоа за тоа треба добра волја и време. Како би се извеле евентуално уставните промени во преамбулата на што инсистира бугарската страна во ситуација кога опозицијата и нивниот лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски вели дека дека тој е претседател нема да поддржат уставни промени? Па не би се извеле. Одговорот е прилично едноставен. Ако вие немате поддршка од ВМРО-ДПМНЕ во овој момент, и ако Мицковски ја вети на почетокот, но ја вети пред францускиот предлог, да бидеме сосема честни и кон тоа што лидерот на опозицијата го кажа, да не ги спинуваме неговите зборови и да не извртуваме неговата изјава, тоа беше пред францускиот предлог, и би го поддржал веројатно, предпоставувам, доколку тој дојде како краен процес. И мислам дека ВМРО-ДПМНЕ нема да отстапи од таа формулација, независно дали ќе биде власт или опозиција. Ако е кон крајот на пристапниот период, нели, пред да влеземе во Европската унија, да се направат тие уставни измени, мислам дека ВМРО-ДПМНЕ нема да направи никаков проблем за такво нешто. Во оваа фаза јасно кажа дека тоа нешто не може да... Затоа е многу несериозно да се ветува дека ние ќе ставиме бугарите во устав, а немаме никакво двотретинско мнозинство обезбедено. Значи ние треба тоа да го разговараме и да видиме како ќе се случи. Или ќе најдете начин да го одоброволите Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ, зашто веројатно они за возврат ќе бараат некакви предвремени избори, иако мислам дека сега веќе нема што да бараат, мислам дека нема да дојде поддршката во ниедна форма, затоа што веројатно они проценуваат дека овие развитија се доволни за да се предизвикаат предвремени парламентарни избори на некој среден рок. Може би се ќе видиме, на тоа не може никој да ви го каже со сигурност. Меѓутоа, во оваа форма во која политичките констелации постојат, треба да бидеме реалисти и да кажеме дека такво двотретинско мнозинство не може да биде обезбедено, барем не на овој начин. Ќе треба малку добра волја од Бугарија, веројатно повлекување од некои позиции, па може би тогаш и лидерот на опозицијата би ги преобмислил своите позиции доколку нели и Бугарија покаже малце конструктивност во целата работа и се повлече од овие максималистички или скоро па максималистички позиции на кои стои. Премиерот Ковачевски не го послуша председателот Пендаровски, сепак замина во Брисел заедно со српскиот председател и со албанскиот премиер. Гледате тука несинхронизирана политика? Не мислам дека се работи за несинхронизирана политика, мислам дека се работеше за една политичка порака која Рама, Вучич и Ковачевски сака да ја пратат. И мислам дека беше поише во насока дека можеби ова е последен пат што доаѓаме на овие самити во кои се разговара за нас и во кои само слушаме, ама нас многу ни е жал, но не можеме да ве примиме или да напредувате во самиот процес. И мислам, по мене беше доволно што ја пратија таа порака. Еве нека одат еден последен пат да чујат што Европската унија има да каже, нека сослушаат, нека бидат конструктивни, иако Рама рече дека одат да критикуваат Бугарија, што тој го направи многу брутално на социјалните мрежи и во една своја изјава денеска, директно посочувајќи ја Бугарија како виновник. Ова што денеска се случува на Бугарија е многу непријатно, дури во констелација на политичката криза во која се наоѓаат, ова е буквално солна рана, кога цела Европа ве посочува како држава проблем. Не дека тоа нешто на реално политички план нас многу ќе ни донесе, тоа е чисто една сатисфакција дека еве ние не сме тие што нешто погрешиле или нешто грешат во целиот процес, но тоа нема да не го реши проблемот, за жал. Тоа се само зборови, ништо повеќе. На крајот споменавте во текот на разговорот дека можеби треба прашањето со Бугарија да се отвори како дискусија во законодавниот дом. Дали за вас е хендикеп тоа што бугарското прашање не се става на дневен ред во храмот на демократијата, на што инсистира опозицијата пред се, иако за волја на вистината, на инсистирање на ВМРО-ДПМНЕ беше усвоена декларација за црвените линии на македонските црвени линии. Така е. Прашањето е следно: што да се стави на дискусија? Предлогот кој Бугарија го менува секој ден и бара нови работи? Што е точно тоа што треба да се стави? Во крајна линија, францускиот предлог е предлог, не е ултиматум. Не е нешто што е запишано во камен. Протоколот не е дефиниран, уште не е потпишан. Што да се стави на дискусија? Тоа е прашањето.
И се најде владата во една неблагодарна позиција да сите бараат да се изјасни за нешто што не знаеме ни точно што е. А логично е, ако стигнало прво во Бугарија и како членка на ЕУ, Бугарија прва да се изјасни. И таа гледате истата стратегија. Почна пинг-понг. Комисија за надворешни работи, собрание, председател, комисија за надворешни работи, собрание, председател, секоја префрла одговорноста на другиот. И на крајот во ситуација на политички вакуум со падната влада, да тој пинг-понг помалку или повеќе продолжува. Вчера беше одложена работата на комисијата за надворешни работи при собранието, при Народното собрание на Бугарија. Така да, јас не знам што е тоа што ние треба да го ставиме воопшто на јавна делиберација, иако сам по себе ни малку не сум против тоа да и собранието се изјасни, да се изразговара и како што реков во едно претходно интервју да му се даде на шанса на овој предлог да малце созрее. Да видиме кои се тие нагазни мини кои предлогот ги содржи, да бараме да тие се променат, да вршиме малку повеќе дипломатска активност и притисок и да бараме нормално некои работи да не бидат во преговарачката рамка, иако јас ке бев најсреќен ништо од ова да не се најдеше во преговарачката рамка. Е опасен преседан и е нешто кое потоа ќе се рефлектира веројатно и во случајот на Србија со Косово и така натаму и така натаму. Претпоставам дека ова ќе биде вовет во ставање на билатерални прашања во преговарачка рамка и за други држави. И тоа во случајот на Косово мислам дека многу западни и стари членки на ЕУ, како што е Германија, јасно му го ставија до знаење на Вучич. Така да нема да биде ова преседан во таа смисла да бидеме единствени, меѓутоа не е добро што се случи во никој случај. Ако е таа варијабла веќе постои и ако они не сака да се откажат од тоа да билатерални прашања влагаат во преговарачка рамка, дајте тогаш да ги селектираме оние прашања кои се мерливи, кои спаѓаат во корпусот на човекови права и нешто што е дебата за 21 век, а не во преговарачката рамка да влагаат прашања кои се дебати за 10, 12, 19 век. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за приликата. Поштовани речи, тоа беше универзитетскиот професор од Правниот факултет Ненад Марковиќ. А во продолжение за тензиите на релација Петков-Радев-Борисов. Премиерот во заминување Петков со обвинување до бугарскиот претседател Радев за негов кукавичлук. Екс-премиерот пак Борисов со став дека ако владата во Скопје падне, ќе се докажало дека Петков всушност работел за руските интереси. За најновиот развој на состојбите во Бугарија. Оценка од долгогодишниот новинар и поранешен дописник од Скопје Костадин Филипов. Како што знаете, ние сме веќе по вистинска политичка криза. Јас даже мислам дека веќе ќе бидеме и во парламентарна, бидејќи веќе 2 дена собранието, Народното собрание не може да се собере да работи за бюџетот на државата. Кирил Петков веројатно пак ќе биде номиниран за премиер, ќе добие мандат од председателот Радев, ако не успее да состави нова влада во истиот состав на парламентот, ќе биде дадена мандат на втората по сила политичка партија в собранието, а тоа е ГЕРБ на Бојко Борисов. Бојко Борисов денеска рече дека и да добият од председателот Радев мандат, нема да го искористат, така што најверојатната прогноза за ситуацијава окај нас е предвремени парламентарни избори, 4ти по ред за година и неколку месеци. Што му пресуди на господинот Петков? Дали македонското прашање или можеби реформите, борбата против корупцијата? Проблемот за односите со Република Македонија како тема за дебата внатрешно-политичка беа придружна тема, така да се рече. Мислам дека она служише за некоја паравана да се сокријат главните проблеми на 6-месечната владење во власта на владата на Кирил Петков. Да си кажам, лично јас сум со голема тревога, бидејќи од многу години повтарувам се едно и исто за нашите политичари во Бугарија. Дека можат
дека не треба да се доаѓа во ситуација темата за односите со Република Македонија да бидат во основа на внатрешно-политичката дебата. Политичарите може да се карат за се и се што, за бюджет, за пенсии, за пари и за се друго, но за односите со Република Македонија, Република Северна Македонија, треба да има некој општ консенсус кој е изграден на основа на спокојна, разумна, трезвина оцена на ситуацијава и да се знае дека таа тема стои на страна од натрешно-политичката дебата. А сега што видовме овие денови и недели? Северна Македонија. Односите тоа ќе направиме, оно ќе направиме. Но тоа беше некоја паравана за да скрие вистинските проблеми во управувањето и тоа беше борбата со корупцијата, неуспехот во борбата со корупцијата на владата на Кирил Петков. Господе Филипов, македонското прашање беше можеби повод и причина да има меѓусебни обвинувања помеѓу Кирил Петков, председателот Радев и екс-премиерот Бојко Борисов. Дали Бугарија всушност реално сака Северна Македонија да ги започне преговорите, односно или и натаму ќе продолжи по принципот на ултимативни барања, односно ултимативна политика која само ќе ги оддалечи двете соседни земји? Билатералниот спор меѓу Скопје и Софија, меѓу нас и вас, сега оди на друго равниште, на друго ниво, на друга позиција. Европската унија ќе биде таа што ќе работи, што ќе води преговори, ќе следи, ќе контролира како од преговорите за членство на Република Северна Македонија. Јас сум како да речем, сум до голяма степен чудовиден дека власта на Република Северна Македонија многу брзо зазеде став дека не го сака френскиот предлог. До вчера Димитар Ковачевски немаше никаков однос, немаше официјален став, а денеска одеднаш кажа не ни интересира, тоа не е добро за нас. То, пак да речем, тоа не е предлог на Софија, тоа не е предлог на Бугарија, тоа е предлог на Франција во рамките на френското председателство во име на Европската унија. Така што не знам зашто сега пак одново пак ќе ни се лутите на нас, на Бугарија. Верно е дека, да речем дека и ние уште не сме направили некоја анализа дълбочинска на френскиот предлог, но повеќе политички сили и парламент, што се представени и во собранието и надвор од парламентот, рекол дека предлогот не е лош, предлогот е добар, предлогот по него може да се разговара, да се води диалог со другата страна, со Скопје, па да се види кај ќе се најдат некакви точки, некакви близини таму, така да речем. Така што има место, има, како што да кажем, има основа за продолжување на диалогот меѓу Бугарија и Република Северна Македонија. И јас сепак се надевам и би сакал, и друг пат сме зборували на таа тема, јас би сакал Македонија да стартира преговорите за членство со Европската унија. Фрапантни резултати од приемниот испит во гимназијата Орце Николов. Од 292 ученици, само 11 имале одличен успех на тестот. Зошто петкашите паднаа на тестот? Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е професорката од гимназијата Корчагин, професорката по македонски јазик Татјана Алексич. Професорке, каде го гледате проблемот за овој образован крах? Со отварање на гимназиски паралелки, со форсирање на хиперпродукција на образовни кадри, нели сите треба да завршат гимназија, задолжително средно, па факултет, па магистерски, докторски, па нели на секој ќоше универзитет. Она што го гледавме тогаш дека не оди во добра насока, сега се чувствуваат
последиците. Не треба секој да заврши гимназија. Некој треба да пече леб. Средните стручни училишта се јадро на едно општество. Значи имате деца кои се брилијантни во своите занаети. Ете, јас предавав на такви деца и успешни, кои веднаш после средното училиште може веќе да ја продадат својата компетентност, своите вештини, знаења на пазарот на трудот. Зошто учиме на крајот на краиштата? За да се продадеме на пазарот на трудот, за да работиме нешто што работиме. Објаснете ми го феноменот, како е возможно во основно сите да бидат со петки, а да паднат на тесто за запишување во средно, во гимназија. Еве јас ќе ви кажам, бидејќи сум го имал тоа искуство. Имав шанса 2 години гимназија да учам во Германија. Првата оценка на педагогот во германската гимназија и коментар беше како е возможно да си ги имал сите петки во основното училиште каде што си учел во Скопје. Не може да си надарен за се. За се да те бива. За се да имаш интерес. Така е. И тоа е тоа гениалноста кај ученици кои ги имаат развиено двете хемисфери, лева и десна, е раритет. И јас во Орце Николов, во мојот клас имаше 5-6 кои беа скроз одлични од почеток до крај, неги еден на Винча, друг научник, ние другите сите бевме одлични. Јас бев одлична со тројка математика сите 4 години, знаев дека не треба да одам на факултет каде што има природни математички науки, туку отидов на компаративна книжевност. Во основно училиште системот не турна во таа, како да кажам, една квази интонација дека сите се скроз одлични, сите учат. И така и родителите се навикна дека децата треба да ги имат сите петки за да се запишат во гимназијата која што сакаат. И тогаш доаѓа до домино ефект, паѓаат одешка си целата илузија дека тие деца ги имаат петките по сите предмети, што е невозможно, се разоткрива со тек на времето. И кај нас кои ќе дојдат во гимназија прва година, се македонски јазик гледаме од писмените дека се нема основна елементарна функционална писменост, па потоа со тек на време ги учиме. Демотивирани ученици, подценети професори, недоволно платени професори, и згора на тоа имате болно амбициозни родители. Хаос, комплетно кажано хаос. Децата, пак ќе кажам, не е мебел. Работата во школа, значи не можеш да залепиш кан трак и да кажеш еве сега сите се исти. Многу се различни. Имаме деца со посебни потреби. Тоа се посебни во нивната духовност, дури ми е непријатно кажам посебни потреби. Тоа се посебни деца кои бараат емоции, кои знаат многу да вратат. Деца кои те пелтечат, да речеме. И сега не можеш ти исто да ги вреднуваш сите. Не се сите петки исти. Оно што е важно се научат, еве, јас што правам, мојот метод нека е најпогрешен, мое. Јас сум една генерација и одам во пензија. Имам време да се поправам, да направам нешто подобро и очекувам од децата. Децата се најстроги критичари, тие треба да ни кажат каде не чиниме. Резултат на децениското маргинализирање на образованието, тоа е една од причините во која денес ова ни се случува. Е оценка на Елизабета Секирарска. Вие велите дека ковидот си го направи своето и прашањето ми е дали всушност ова ќе биде изгубена генерација. Па да, секоја војна има изгубена генерација, ова е војна. Значи ние сме во трета светска вирусна војна, колку да сакаме да мислиме дека не е така. Софистицирана војна, не набиваат на колец, не одиме во крематориум, тоа бевме затворени, изолирани и сето тоа се одрази. Импровизиравме настава. Ние што сме во наставата го почувствувавме тоа, самите учители од децата. Многу е тешка комуникација. Значи ти седиш во една училница со 30 ученици. Реално останатите ти се на компјутер, значи комуницираш со нив. Па ако станеш да кажеш нешто, тие во задните редови не те слушаат, нема да те видат, да те слушнат овие. Значи самиот процес наставен беше отежнат. Да не го повторам она дека едни писма напраќаат електронски, може да ми ја напише кој саки да препишат. И па како тогаш да бидам принципелна кој вие што се во училница? Тогаш можеш да бидеш малку дискретен, ќе пуштиш и нив дискретно да препишат за да направат нека оценка. Професор, ќе јавно признавам дека ставив незаслужени петки. Од септември ќе стартува новата учебна година. Што за вас ќе биде успех? Што да оставите зад себе? Бомбастичен наслов, Антонија Поповска, јас дадов еден текст, она рече ваков наслов може ли да ставиме, па ме праша коректно, реков ајде, како мислите ви од тој аспект? Вашиот заклучок е тој, текстот е суштината на текстот беше поинаков.
Исто како тоа се тие новинарски бомбастични наслови како што обично прават порталите за да привлечат внимание и што е најинтересно никој не ја чита содржината, го читаат сите насловот и тогаш ќе почнат дрва и камења. Па еве веќе одговорив, цело време кажувам дека се случува да ставам нели и од тројка четворка, од четворка петка, од тројка петка, меѓутоа пак им давам услов на децата да поправат на писмена задача и устно ќе одговараат додека тие што се петки заслужени едноставно нема да ги испрашувам, веќе им давам право месец и пол да бидат во пензија. Значи така некако ги израмнумам тие петки на тој начин. И не се заслужени во споредба со петките кои учат цела година и читаат книги, меѓутоа направиле некој напор затоа што овие 3 години не им дадов како што можам да дадам во мирнодопски услови. И јас почувствував потреба да ги разгалам. И ви кажам од таа причина, до неодамна на нашата Viber група во чатот со колегите само стасуваа нотификации. Почина дедото, почина мајката, почина бабата, детето е тешко болно. И ја имам ситуација дома сериозна со COVID. Не можам да не реагирам емотивно. Мене ми е многу битно психичкиот момент кај децата. Не велам дека треба по сека цена се стават, тоа не. Меѓутоа во овие услови така изреагирав. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Поштани речи, тоа беше професорката од гимназијата Корчагин, Татјана Алексич. Жешко лето, врели теми. Следевте уште едно издание на емисијата Трилинг. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Довидување.